Zoti Kryeministri i Republikës Maqedonisë, truproja e nderit, për nder të ardhjes tuaj, ndodhet e arrestuar. Komandant i truprojës nderit, kapiten Telhaj. Почитуван премиер на Република Албанија Еди Рама, почитувани министри во владите на Република Албанија и на Република Македонија, сакам да изразам почит за свеста што ја имаме сите овде, како представници на граѓаните на нашите две држави, Република Македонија и Република Албанија, за значењето на пријателската и ефикасната билатерална соработка што ја воспоставивме. Ова меѓувладина седница отвара ново поглавје во билатералните односи помеѓу Република Македонија и Република Албанија. Освен тоа, придонесуваме кон развојот на регионалната соработка, кон остварување на значајните стратешки цели на нашите држави, но и на сите држави од регионот, а тоа се интеграциите во Европската Унија и НАТО. Врз минатото, во сегашноста, работејќи на решенија што водат до спокојна и безбедна иднина на нашите граѓани и нашите земји, а не на нивно одложување, ние, почитувани колеги, драги пријатели, градиме иднина за Македонија, за Албанија, за регионот. Оваа прва заедничка меѓувладина седница помеѓу владите на Македонија и Албанија е повеќе од порака во регионот, дека одговорните политички раководства на двете земји, што ја добија често од своите граѓани да ги водат државите, предводат земји без предрасуди. Носат одлуки храбро, затоа што сме чисти пред себе и пред граѓаните. Работиме искрено, транспарентно и отворено. Работиме да го подобриме квалитетот на живот на граѓаните во нашите земји и за добра и безбедна иднина на нашите држави во евроатлантското семејство. Зголемената фреквенција на посети на високо ниво означува нови почетоци во меѓусебните односи, што ќе отвори нови можности за нашите граѓани. Сето ова што правиме е вредно за граѓаните и за нашите земји, за Република Македонија во остварувањето на евроатлантските аспирации и своите цели и за Република Албанија во своите европски цели. Ги интензивиравме активностите во рамките на Берлинскиот процес. Според целите зацртани во Трст, почнавме да работиме на создавање регионална економска зона. На денешната меѓувладина седница отвараме нови перспективи за унапредување на меѓусебната поврзаност и инфраструктурата, за олеснување на размената на стоки и услуги, како и за зајакнување на соработката во областа на безбедноста. Премиер Рама, почитувани министри од владата на Република Македонија и на Република Албанија, и на оваа заедничка владина седница сакам да потврдам дека како нова влада, но и како држава определени сме да ги градиме и да ги унапредуваме добрососедските односи. Не само затоа што ни е тоа потребно за евроатлантските интеграции, туку и затоа што знаеме дека добрососедските односи значат мир, стабилност и напредок во регионот, а тоа значи мир, стабилност и напредок на Република Македонија. Ние сме пријателски народи и само низ заеднички развој можеме да ги постигнеме посакуваните перспективи, како граѓани и како држави во регионален контекст. Дополнително, албанците во Македонија и македонците во Албанија навистина се мост на градење поблиски врски
и соработка, и тоа треба да го имаме секогаш предвид. На домашен план, ние сме посветени на реформските процеси преку планот 369. Не е тој само клучот кон Европската Унија и НАТО. Тоа е клучот и кон создавање државен систем што функционира, кој што постои за граѓаните, во кој што има доверба граѓаните. Систем што ги штити граѓаните и отвара можност за сите граѓани, во едно општество за сите, во какво што се покажа на изборите, сакаат да живеат огромно мнозинство граѓани на Република Македонија. Македонци, албанци, турци, срби, роми, власи, бошњаци и други. За нас Европската Унија и НАТО не се само политички интерес, туку и можност за економски развој на државата и финансиска стабилизација на граѓаните. Ова е потреба за граѓаните на Македонија, но знам дека е потреба и за граѓаните на Албанија и за граѓаните на целиот наш регион. Со право очекуваме дека идната 2018 година заедно ќе започнеме преговори за членство во Европската Унија, како Македонија, така и Албанија. Важно е што како политичко раководство на Република Албанија го препознавате моментот со шанси за регионален развој, што ќе донесе развој за сите држави и сакам да ја поздравам вашата посветеност во име на граѓаните на Македонија и во име на владата на Македонија. Постои наклонетост на земјите членки на Европската Унија за пристапувањето на Западниот Балкан кон Европската Унија, а отворени се шансите и за НАТО интеграциите за Република Македонија. Јас знам дека Република Македонија и Република Албанија ја споделуваат визијата за просперитетен и меѓусебно поврзан регион, интегриран во Европската Унија и НАТО. И само би додал дека многу значи за нашата држава и за нашите граѓани поддршката на Република Албанија на тој пат. Во таа насока изразувам благодарност на Република Албанија за континуираната поддршка за нашите НАТО аспирации. Се заблагодарувам и на целата влада и посебно на премиерот Рама. Пред Република Македонија, како и пред сите земји во регионот е врската да се исполнат критериумите што демонстрираат демократски зрело општество со независно судство, професионални медиуми, институции во служба на граѓаните со ефикасна и професионална администрација. Ние сме посветени на изградба на граѓанско општество со еднакви можности за сите, релаксирани меѓуетнички односи и целосно преточување на духот на Охридскиот рамковен договор во пракса и уверени сме дека различностите не прават посилни, а не послаби во овие заложби. Следните неколку месеци можат да бидат клучни за Република Македонија и во поглед на напредокот кон Европската Унија и во поглед на членството во НАТО алијансата. Затоа со голема сериозност сме фокусирани да направиме се што е потребно од наша страна за да обезбедиме пробив кон новие стратешки цели на државата. Оваа меѓувладина седница очекувам да даде придонес во економската соработка која треба да се унапредува. Добар чекор напред и во споставувањето на мешовитиот комитет за економска соработка и други заеднички комитети. Потребни се и повеќе координативни тела и механизми за ефикасно спроведување на случените билатерални договори, надминување на потенцијалните пречки и идентификување нови можности за реализација на дополнителни заеднички проекти и стратегии со цел поврзување и подобра интеракција помеѓу деловните заедници на двете земји. Повикувам да ги удвоиме напорите за да ги забрзаме тековните проекти кои што се однесуваат на инфраструктурата во рамките на Коридорот 8, како и во областа на енергетиката. Подготвена е физибилити студија за енергетска поврзаност меѓу Македонија и Албанија, Битола Елбасан. Постојат можности за изградба на железничка линија од Кичево преку Струшко кон албанската граница со користење на ИПА фондовите. Македонија ќе го стави во еден од своите приоритети и изградбата на патот што поминува преку Дебар, имајќи го во предвид заштитата на националниот парк кој што го имаме во Македонија. Сакаме искрено да се посветиме на овие шанси што ќе значат олеснување за граѓаните
на двете земји. На крајот, изразувам задоволство што првата заедничка меѓувладина седница се одржува тука, во Поградец, Албанија, што е дополнителен импулс за натамошно интензивирање на билатералните односи. Сакам да искористам приликата да ја поканам владата следната 2018 година да одржиме заедничка владина седница со македонската влада во Охрид или евентуално во Струга. Да продолжиме да работиме заедно, користејќи ги сите можности за напредок на нашите односи. Да ги претвориме предизвиците во прогрес за наша заедничка иднина. Во Република Македонија, Република Албанија, како и регионот, имаат близок пријател и сериозен партнер на овој пат кој што не води напред. Благодарам. Memorandum ndërkuptimi ndërmjet Këshillit të